Денеска нема да зборувам за броеви и за проекти. И повеќе од доволно е кажано со отчетот за она што го сработивме во изминатиот период. И повеќе од доволно е кажано со изборната програма, манифест за реформи и развој. Што е она што ќе го направиме во наредните 4 години? Во животот има многу малку моменти како што е овој. На 20 години од независноста на Република Македонија дојдовме до последната голема политичка битка. По битките за независност, афирмација ни светот, создавање на собствена армија, репрезентација, собствени пари. Последната политичка битка која останува е битката со транзицијата и со се што таа представува. После ова, сите други предизвици ќе бидат обично решавање на проблемите. Ова е референдум на кој граѓаните ќе се спротистават на една исклучително погубна политика, која не ни донесе ништо, освен неуспех и многу изгубено време. Ова е референдум на кој Бранко Црвенковски и малиот круг политички марионети околу него ќе го добијат заслужениот одговор од граѓаните. Нови избори ќе се изнаслушаме секакви безмислици, дека сме ја загрозиле демократијата и слободата на говор. Ќе ве убедуваа дека градењето на училишта, социјални станови, спортски сали, патишта, стадиони и слично не бил приоритетот. Ќе не обвинуваат за корупција. На сета таа негативна кампања, ние ќе им поставиме само две прашања. Кои беа нивните приоритети, додека раководеа со Македонија? И каде порано одеа буџетските пари? Како е можно денес да се изгради толку многу? Да се има пари во буџетот речиси за секоја потреба и секоја група во Македонија? За учебници, за превоз, за зголемување на социјалната помош, за изградба на училишта и спортски сали, за зголемување на пензии, за субвенции, за илјадници други проекти. Одговорот на ова прашање го има само еден човек. На овој референдум ќе се судрат нашето да со нивното не. Реформи или вечна транзиција. Сите вие ќе бидете исправени пред изборот. Да се градат патишта, да се градат училишта, да се градат спортски сали, да се градат социјални станови, да се градат згради за институциите, да се грижиме за секој дел од нашиот народ, да се спроведат реформите во судството, да се спроведат реформите во образованието и администрацијата, да се подават субвенции за земјоделците, да се исполнува програмата и ветувањата дадени во изборите, да се даде отчет во текот на сето време додека се води државата, или не се гради, не се реформира, не се исполнува ништо од веденото, не се дава отчет за сработеното, не се оди никаде, особено не напред. Знам дека на многумина во нашата земја не им е лесно да се издржува семејството, да се школуваат децата, да се плаќаат сметките. Отворањето на нови работни места, изголемувањето на животниот стандард останува приоритет број 1 и во следните 4 години. Воведовме многу мерки со кои што го олеснуваме животот на многу семејства. За учениците воведовме бесплатен превоз, бесплатни учебници за секој ученик. За студентите воведовме дисперзирани студии и ја намаливме партиципацијата за да биде што подостапно за секој студент. За пензионерите воведовме бесплатен превоз и континуирано зголемување на пензиите. Ги намаливме даноците за гориво и за лекови. Го решивме проблемот со дивоградбите. Воведовме големи субвенции за земјоделците и воведовме бесплатно здравствено осигурување за секој оној кој што не остварува приходи. За најзагрозените семејства доделуваме помош за енергетска сиромаштија, зголемување на социјалната помош и уште десетици други мерки со кои што покажуваме дека се грижиме и дека не се забораваме. Не велам дека е совршено, не велам дека секогаш успеваме, но се бориме, даваме се од себе, ги туркаме работите напред. Затоа е повикувал: борете се заедно со мене, борете се заедно со ВМРО ДПМН, дајте ни енергија да продолжиме,
Дајте им сила на реформите во парламентот, да не може да бидат оспорувани или уценети. Македонија започна да се реформира и тој процес е неминовен. Да не изгубиме веќе ниту ден, а камоли година. Македонија со реформите победува и секој од вас е дел во таа победа. Затоа кога ќе ве прашаат кој ќе победи на овие избори, одговорете гордо: ние, луѓето на Македонија, бидејќи само со вас реформите ќе победат.